Жал ми е што не го направив ова видео малку порано, која беше малку посвеж спотов кога излезе, но како многу високо ми делува. Никако се навикнам и стигна стендот кој што го нарачав и не можам да се навикнам на која е оптимална, као иде и до овде, иде и назад и не можам, не е битно. Баш ке ми беше подраго ако ова видео што го правам сега изгледаше малку порано. Но, еве го, сега доаѓа, после неколку месеци од кој излезе видео. Видео излезе во август, а јас го правам ова мое видео во јануари. Али не е битно, спотот е се уште не е излезен од мода, спотот е уште спот. И со тоа сакам да се фокусирам на некои интересни работи кои што Даниел Јовевски, он е режисерот на овој спот, ги има направено овде. И баш некои интересни движења кои што он ги има и со кои камери, со што како е обработено, као моje мислење. Пак ќе се повторам како и минатиот пат, ако го немате видено овој спот се уште, кликнете го првиот линк долу, видете го и после тоа вратете се овде или пак како го имате видено, видете го само чисто за да се освежите и после тоа пошто така е поинтересно. Јас само што го изгледав неколку пати за да можам да најдам некои работи за кои што можам да зборам и веќе мене која ми е во глава е многу друга работа. Така да, ако сакате да дзирнете го вратете се, ако не, уживајте у ова видео овака како што е. Лозано не те вадам јас од памет. Само да кажам дека ја во никое видео нема да коментирам за квалитетот и каква е музиката и каков е текстот. Би можел да коментирам за тоа како е видеото поврзано со музиката и што бара музиката за да биде такова и такво видеото, но не сакам да коментирам за музика бидејќи иако знам и ако свирам клавир имам позадина со тоа, не ќам да се мешам во нешто кое што не ќам да ми е кариера понатамо. Овој спот генерално, моje мислење е дека е сниман со апарат, камера, DSLR и тоа со Sony. Sony затоа што го имам видено Даниел Јовевски претходно како има работено со Sony, така што претпоставам дека е негово или дека има пристап до тоа. И овој кадар, конкретно кадарот каде што Владко Лозановски пее директно, едноставно премногу изгледа како да е направено од Sony DSLR апарат. Највеќе за тоа што сите Sony апарати, односно сите DSLR апарати малку поразлично се однесуваат према сликата, малку е повеќе како слика и малку повеќе контурите на видеото се построги или као контрастот е малку појак. Не знам дали може да забележите, но особено тука кај Ланчево што му е кај него, особено кај светлово позади и кај Ланчево и според наочариве се приметува дека е од апарат камера и тоа ја мислам дека е од Sony. Затоа што ја имам Sony, моментов снимам на Sony и сум работел со доста апарати кои што Sony и они ми се најомилени. Као ако некој имам избор помеѓу Canon и Sony, јас би избрал Sony. Најисклено така ми изгледа. Имам доста искуство со оваа камера и ми изгледа дека е снимано со Sony. Но исто така знам дека Даниел Јовевски, режисерот на овој спот, има пристап до една камера која што се вика Red. И таа камера е доста скапа бидејќи е филмска камера. Значи таа е многу скапа. И еве камерава као ова е еден поевтин модел кој што го имаат они и као на старо да се купи е $5,000, 14,000, 4,000, као доста скапа камера. Знам дека он има користено Red порано и не знам дали е негов или го изнајмува од некаде, но знам дека има користено. И зошто мислам дека е можно да е снимано со Red или да е комбинација од двете. На почетокот, кадриве кои што се во влезот на овој спот, почнува и со дрон и со сето е различна камера за на дронот, но има еден кадар каде што особено мислев, бидејќи ако го пушти спотов и што кога го видов Владков дека малку снимката е другачие. Не изгледа баш како да е од апарат, ама не бев сигурен. Овој кадар конкретно ме натера да помислам дека ова можно да е снимано со Red или можно да направи комбинација. И најверојатно прави комбинација од двете. Red камерите имаат, пошто е Red прво тоа е синема камера, тоа е камера баш филмска камера и не е апарат камера како оваа што имам јас во моментов и кај што наискрено 90% од луѓето снимаат со апарат камери, но таа е филмска камера. И со таа
малку другачие изгледаат белите високи точки на екранот. Односно, се што е overexposed или е над дозволената светлина, или е малку по джишнато некој го викаат, или не знам, изобличено, едноставно да е малку по-високо, по-светло него ли што треба да биде, таа камера го симнува долу, бидејќи има висок dynamic range, се вика тоа. Dynamic range е разликата помеѓу високите и ниските, и се што е високо, од светлината го симнува долу и го прави малку жолтеникаво. Сега знам дека он има направено колор корекција на овоа и доста тешка колор корекција, затоа што има некои црвени, има некои жолти типови на бои кои се внатре во тонот во целата палета која што има, но се приметува размислете вака, доколку на ова би му се тргнало колор корекцијата, наискрено мислам дека тоа е малку жолтеникаво. Така делува. Земете во обзир се што постои на екранов и тргнете колор корекцијата, делува како да е жолтеникаво. И тоа е многу специфична работа за сите овие синема камери, кои што се филмски камери, бидејќи они автоматски го симнуваат тоа долу и го прават да изгледа малку жолтеникаво. Тоа е особено одразно кај една многу позната филмска камера која се вика Arri Alexa. И уствари оваа камера е најпознатата камера во цел свет. Сите филмови што се најаките филмови, најбуџетните, највисокобуџетните филмови се снимани на Arri Alexa. Исто и оваа филмска камера го прави тоа. Многу е одразна сликата, особено ако видите било кое видео на YouTube каде например ги споредуваат, имаше едно видов Arri Alexa versus Samsung или iPhone 10. Не можам точно да го најдам тоа видео, но ја споредуваат снимката помеѓу двете и може да се види јасно дека снимката што ја доаѓа од таа камера е малку по жолтеникава. Вака малку го спуштам микрофонот, бидејќи ми делува дека некако многу високо и се борам да сум повисоко, а некам да излезам од кадар. Ако направил комбинација од двете, тоа сакал да го направи бидејќи сепак сакал да вметне филмски елемент, но претпоставувам дека овие кадри кои што му се од Владко како пее, бидејќи тие се цело време движечки, он се движи напред, назад. Цело време му се движечки напред, назад и напред и назад, и претпоставам дека за тоа му требало гимбал. И гимбалот, има секој гимбал е различен и сите имаат ограничување до колкава тежина може да оди на него. И затоа мислам дека со овие кадри се користел со Sony-то, пошто е полесно, пошто е апарат камера и може да стои на гимбалот, а тие кадри што се други, дека што се гледаат дека нема потреба од гимбал, тие се као така пообични, статични, handheld тип на кадри. Една друга интересна работа која што сакам да ја искоментирам и можно е да го имате приметено порано, а може и да го немате приметено никогаш. Даниел Јовевски има како режисер, си има свој подпис на еден тип на движење или кадар кој што го има скоро ни сите спотови. И бидејќи јас секогаш кога гледам некое видео, некој спот, стално го гледам според тоа кој режисер го има направено и буквално во секое видео кој што го гледам да е од него, го барам тоа и го наоѓам. И е доста интересно кога ќе го покажам, ќе сватите за што ви зборувам. Само ќе го пуштам и кажете ми вие дали ќе приметите нешто. Дали е можно да микрофонов се дига? Као движење, каде што демек он направил чекор, а му ствари е као некое занишено движење, каде што се уште личноста стои во средина, или малку избегнува, ама одма доаѓа во средина, ама му дава на значење. И е многу интересен кадар. Ова е негов кадар, и ова е нешто што си го задржува и си го има свое. Баш можам да ви покажам, затоа што овдека го видов истото и во Антонија Гиговска, во незиниот спот Никогаш не вели никогаш, и он го има исто направено тој спот, и исто и таму го има истото движење. Тоа е тоа. И знам дека во моментов, доколку некако Даниел Јовевски има стигнато до видеово, се смешка и знае точно за што зборувам,
Не знам кој му е начинот на снимање, претпоставам дека е нешто дека снима или со гимбал или со стедикем. Стедикем мислам дека покажав во претходното видео, као мануелно онакво за стабилизирање на камерата, као нешто вакво. Ова е доста ефтино, претпоставам дека ова он не го користи. Но сигурно има некое си движење кое што он си го знае и го применува скоро на сите спотови. И е доста интересно, бидејќи работата на режисерот е да направи средина измеѓу артистот и режисерот и да ја прикаже приказната на артистот, но сепак да се докаже зошто он сам дошол на тоа, не да се докаже, туку има причина зашто тој режисер е ставен за тој спот. Има причина зашто Владко Лозановски го побарал баш Даниел Јовески. И ова е баш убава средина помеѓу тоа што е Владко Лозановски како артист и што е Даниел Јовески како режисер. Се надам дека уживавте и во ова видео. Доколку имате некој предлог за спот, пишете го долу во коментар, би можел да го обработам следам. Фала многу што го гледавте видео.